3 дена по објавувањето на видеото за вербално малтретирање на дете во Гевгелиската градинка, вработената негователка ќе одговара. По извршениот инспекцијски надзор од Министерството за труд и социјална политика, раководството на градинката има утврдено фактичката состојба при што е констатирано дека вработената ги пречекорила своите овластувања. Против неја е покрената дисциплинска постапка. Од градинката тврдат дека станува збор за вербален испад без било каков физички контакт врз детето. Ова е клон од светови при детската градинка Детска радост во Гевгелија, во кој вработена негователка според објавеното видео на социјалните мрежи со висок тон го кара детето. Против неја е покрената дисциплинска постапка и во зависност од законските пречекорувања за работното нејзино место ќе следи и казната. За случајот нема жалба од родителите чие дете што току почнало да престојува по 2 часа во градинката каде денеска беше мирно. Гевгеличани смета дека за овој инцидент потребна е казна и секој да си одговара за собствените постапки и грешки. Ако никој никогаш не казниш, другиот ќе се зема за поголемо право да си прави уште што сака. Значи нема санкции до сега, никакви преземени, ќе си прават уште поголеми санкции. Кој сака нека биде. Мора да се казни тоа. Се работи за ептен мали деца. Јас мислам оти треба да видат тие деца се носат там да биде на мир, на тишина. Ма не е се овказните, треба да се направи ред да се направи, значи во самата институција, не е само да се казнуват. Не е лесно и на тие таму, значи не е лесно и на таа жената таму што е. Многу не су пажливи за деца, то може да кажам. Завчера на социјалните мрежи се појави видео во кое се слуша висок тон на негователка упатен кон дете кое плаче. Авторот на видеото тврди дека детскиот плач траел цели 2 часа. За случајот се заинтересира и народниот правобранител кој побара да се преземат сите мерки за расветлување на истиот, но и да има одговорност за направениот инцидент.